Сакам да предупредам дека пресудата на судот се уште не сум ја добил. Но ја видов. Отприлике она што и сите го видовте како граѓани на Република Македонија од изјавата на ополномошениот адвокат на премиерот и се разбира од судот. За експедитивноста на судот не сакам да говорам, оставам да судите вие и македонската јавност. Се заврши за 13 дена. Од подготвителното рочиште до одржување на главната расправа и се разбира соопштението на одлуката на судот. Значи на 2 беше подготвителното рочиште, на 11 се случи главниот претрес и се разбира на 15 судот веќе донесе одлуката. Ако се цени по ова експедитивност, Македонија преку ред треба да биде примена во Европската унија и во НАТО. Но да се вратам на главното. Заборавив патем, само да спомнем за една споредба за вас, сами да си донесете заклучок. По исти оваков предмет, по тужба на ГЕМ против Зоран Ставревски, подпредседателот на влада и на ВМРО, 2 година веќе не може истиот суд не може да го пронајде. Па сами заклучите дали судот има објективни аршини кон сите граѓани. Но еве реков да се вратам на главното. Од аспект на законитост и владење на правото, ова одлука на судот е срамна и представува уште една потврда за силното влијание на извршната власт врз судската. Ве молам, еве јас што реков на судот, а пред вас ќе повторам. Ова што Груевски сега тврди не го рекол, а го рече, можете да го видите на официјалната веб страница на владата на Република Македонија. И денес, ова не го поставив јас или постирав нити вие, туку владата на Република Македонија. Сами прочитайте содржината на изјавата на премиерот. Понатаму, јас не го напишав писмото до генералниот секретар на Обединетите нации, туку Антонио Милошовски, министер во владата на Република Македонија за надворешни работи. Како што гледате, ова не е печат на владата или на министерството, туку ова е извадено од веб страницата на Обединетите нации. И во неа стои она што и го реком на судот. Во однос, доколку има интерес, разбира, можам да ви дадам и во оригинална верзија на англиски јазик. А еве што стои во писмото на Милошовски. Во однос на преговорите во врска со разликите за името, мојата држава, Република Македонија, е активно и конструктивно ангажирана во преговарање со добра намера од донесувањето на резолуцијата 817 од 1993 година на Советот за безбедност преку процесот на медијација воден од страна на вашиот личен пратеник господин Нимиц. Во текот на тие преговори, Република Македонија прифати повеќе предлози предложени од господин Нимиц како основ за решение, вклучувајќи го и предлогот од март 2008 година Република Македонија во заграда Скопје, кој предлог Република Грција за жал го одби. Затворен цитат, значи тука не спомнуват нити референдум, нити ништо. Значи јас не го напишав ова, не го измисли никој, туку тоа стои во официјални документи. А еве што јас реков врз основа на што судот ја темели својата одлука. Бидејќи спотот што го сними ВМРО ДПМН во текот на ноември, мислам октомври-ноември 2012 година, беше емитуван скоро месец дена на неколку национални телевизии. На новинарско прашање на новинарот Фокус, како гледам на валканата кампања од страна на владеачката партија, реков дека би било добро Никола Груевски јавно да го соопшти својот став и предлог по ова прашање, па нека одлучат граѓаните на Република Македонија. При тоа, сега го врзувам директно за членовите 7, 8 и 9. При тоа, мислев на ставот на Република Македонија, што тогашниот министер за надворешни работи Антонио Милошовски во името на владата на Република Македонија му го соопштил на генералниот секретар на Обединетите нации
како и признанието на Никола Груевски пред македонските медиуми од 27 февруари, кое го имате на веб страницата на владата на Република Македонија. И се разбира, на судот предрочи и го замолив во својство на сведоци да ги повика членовите на делегацијата кои што биле 2008 во Букуреш, председателот на државата тогаш Бранко Црвенковски, Лазар Еленовски во состојбен министер за одбрана, кој што даде посебна изјава пред Централниот одбор на НСДП, Антонио Милошовски како министер за надворешни работи и Џорџ Буш јуниор како председател на Соединетите Американски држави. Се разбира, ниту еден, како исто така предложив да се погледат на самиот претрес и аудио и видео снимките од изјавите на премиерот и на Лазар Еленовски, што се разбира од страна на судот беше одбиено.